Очигледно, министерот за спорт Ристевски не се откажува од својата каубојска намера, туку продолжува со своите небулозни изјави. Една голема небулоза кажува и ме обвинува дека јас не сум имал проекти и сум се плашел од избори. Да кажете дека Стефче Јакимовски нема проекти, исто како да кажете дека Новак Џоковиќ не знае да игра тенис. Веројатно премногу бил зафатен со ракометот и не ја прател политиката. Да го подсетам дека јас победувам 4 пати на избори и 4 пати ја победувам неговата партија со проекти, а не како неговата партија со 4 свети букви напред поставени. Јас сум најнаградуваниот градоначелник во Југоисточна Европа, имам 4 меѓународни награди. Јас сум тој што прв го очистив кеот на реката Вардар, прв го осветлив кеот на реката Вардар, прв го поплочив кеот за да може и ноќе да се шета и да се рекрира, и заедно со колегата Андре Петров ги направивме велосипедската патека. Јас сум тој прв што ги осветлив спортските терени од самопридонес и во сите училишта за да може и ноќе да се спортува. Јас прв воведов училишни лиги во фудбал, кошарка, одбојка, пинг-понг, ракомет и така натаму. Јас сум прв кој што давам стипендии за талентирани ученици и спортисти. Јас сум првиот кој што воведов награда за талентирани ученици и спортисти за првенци на генерација 7-дневен одмор во Црна Гора или пак во Грција. Јас сум тој кој што на пензионерите им прави обука за електронско банкарство. Јас сум тој кој што прв воведе субвенција на лифтови и кровови. Јас сум тој што сум направил многу проекти. Во исто време се обидува да го спушти нивото на комуникација кој е соодветно на неговите интелектуални, образовни и социјални капацитети, обидувајќи да дава разни квалификации. Сакам да му кажам дека тој бил репрезентативец, но и јас сум бил репрезентативец, сум бил шампион во карате и не сум бил торко, туку сум бил одличен ученик. Во исто време сум завршил економски факултет тогаш кога само 5% од запишаните студенти дипломирале. Значи, секогаш сум бил примерен студент, за разлика од него, кој во средното градежно училиште има просек, верували или не, 2.00. Класичен единичар и тие 2.00 му ги поправеле на совет. Да не зборуваме за неговата факултетска диплома и целиот тој склоп на интелектуален и образовен капацитет се огледа во неговото раководење со Министерството. А сега да го прашам јавно, ќе ни кажеш ли ти кој проект го имаш и што ти направи за ова една година? Која новина ти ја воведе во раководењето со Министерството? Што ти направи, освен каубојскиот однос што го покажуваш кон општина Карпош? Ние не разговараме на памет. Ние разговараме со факти. Факт број 1 е дека салата ни е предадена со недостатоци. Факт број 2 е дека повеќе пати сум разговарал со директорот на Агенцијата за млади и спорт. Факт број 3 е дека лани на 17 јуни сум испратил писмо до Агенцијата за млади и спорт дека салата има недостатоци и што правиме понатака. Факт број 4, почетокот на август, јас и министерот обавивме разговори, се договоривме да дојде да посетиме салата и да видиме што правиме, што е тоа што тие ке дозавршат, а што е да презееме како обврска ние. Факт број 4, се обидувам уште 3 пати да го добивам, не одговара на повиците. Факт број X, на 27 септември го информирам Советот за тоа што се случува со салата и апострофирам дека е добро да ги поделиме обврските ние и заедно со Министерството за спорт. Следен факт е дека на 25 декември му праќам допис со кој што барам да се отклонат недостатоците затоа што салата тече, има влага, нема радиатори и така натаму и така натаму. Следен факт е дека Советот доаѓа на лице место, ја гледа каква е спортската сала и носи одлука и издвојува средства за да се купи потребната опрема и истата да се стави во функција. Следен факт е дека на 17 на 24 март
ја пуштаме во употреба за што има видео и аудио запис. Следен факт е дека од тогаш па до 17 април се одвиваат училичните лиги во кошарка и во одбојка. Следен факт е дека на 22 јуни овде се одигрува меѓународно првенство во кинеско борење, каде учествуваат скоро 50 земји, и еве благодарницата за општина Карпош, значи за нашето учество, за нашето помагање, и можно ли е да се одвивал овој така значаен спортски надпревар зад затворени врати. Следен факт е дека сместена е Стрелачката Федерација на Република Македонија. Но најбитниот факт е што министерот Борко Ристевски веќе во 2 обраќања вели: ќе ја земеме спортската сала, ќе ја дозавршиме и ќе ја пуштиме во употреба. Па нели било се во ред, бре, господине Борковски? Нели се би било завршено? Како ќе ја земате, ќе ја довршувате? Значи сам кажуваш дека спортската сала е со недостатоци. Господине Борковски, Ристевски, ти немаш проблем со мене. Ти имаш проблем со граѓаните на Карпош, имаш проблем со Советот на општина Карпош, имаш проблем со своите лаги и со аргументите и фактите кои што се на наша страна. Во името на граѓаните на општина Карпош, уште еднаш ве повикувам, не го спуштајте нивото на комуникација. Вие, впрочем, не случајно ги избегнувавте комуникациите со мене, затоа што знаете дека вашето ниво не е на моето ниво, и затоа ве молам, не ја спуштајте нивото на комуникацијата, затоа што мојот вокабулар во тој дел е многу вака обширен. Мислам дека ќе се чувствувате многу непријатно и дека не е добро за граѓаните на Република Македонија и на општина Карпош да се служиме со таков речник, но во исто време сакам да ви кажам, одговорни луѓе кои водат министерства, кои што ја водат државата, иако биле двојкаши, иако биле класични единичари, денеска се возрастни луѓе и мора да се однесуваат совесно и одговорно, и пред се не смеат да кажуваат лаги. А вие зборувате лаги, ја изманипулиравте владата за да донесе одлука да се одземе спортската сала, а истата е пуштена во употреба и функционира. Јасно сакам да ви кажам, проблемот не е кај мене. Проблемот е со граѓаните на општина Карпош и со Советот, и нема така лесно ниту граѓаните, ниту Советот, а и ниту јас да ви дозволиме да правите што сакате со овој објект, и политиката од вашите кабинети да ја пренесувате врз спортската сала, каде што треба да се обавува дејно спорт, каде што младите треба да рекреираат, да се спортува, да се забавува и да го каљате името на народниот херој Наум Наумовски Борче.